Книгата Киборшка естетика ремикс апроприација на уметноста на Вангел Ноневски, професор по филозофија на култура и естетика на Филозофскиот факултет, е концептуализирана во еден поширок филозофски контекст и таа се обидува да го присвои дискусот на ремикс културата како најсоодветен за елаборација на современите интерактивни уметности. Поаѓајќи од простото сознание дека уметноста денес е посредувана од новите медиуми, при што таа преминува во контекст на бесконечни ремиксувања од страна на вмрежените корисници, современата естетика раскрстува не само со анахорниот поим на авторот, туку и со идејата за уметничкото дело, разбрано како концепт кој упатува на завршеноста или конечноста. Во книгата се зборува за начинот на кој што уметноста се создава со новите медиуми, кои што радикално се различни од старите медиуми. Се зборува за тоа дека интерактивноста е всушност вклучена и вградена во самите нови медиуми и на крајот би можело да се каже дека сето тоа се надоврзува врз дискурсот на ремикс уметностите кои што постојат уште од 60-тите, 70-тите години на 20-тиот век со појавата на даб музиката и хип-хоп музиката и дека тоа се всушност тие два фактори, значи ремикс уметноста и новите технологии и новите медиуми кои што се вкрстуваат во оваа книга Киборшка естетика. Штоме делото посредувано од новите медиуми, тоа станува подложно на постојани реконтекстуализации, при што де факто се преобразува од уметничкото дело во уметнички контекст. Новите медиуми пак од ден на ден експоненцијално стануваат протетички импланти и тие за нас представуваат стекната природност во процесите на комуникацијата. Таквиот киборшки однос кој го имаме во новите медиуми и нивната предиспозиција да изнудуваат интерактивност е точката на која концептите и киборгот и ремиксот се вкрстуваат. Истакна авторот Ноневски. Промоцијата во Виница организираше Домот на културата Тошо Арсов, а со тоа и даде официјално одбележување на 5 мај, денот на македонскиот јазик, кој како официјален е прогласен на 130-та седница на владата.